Градското собрание во државата Пенсилванија во САД се претвори во музичка сцена на која 30 минути танцуваше поранешниот претседател Доналд Трамп. Сите се изненадија додека Трамп се танцуваше на хитот UMCA на Village People. Две екипи за итни случаи во толпата го прекинаа настанот. Трамп рече дека тоа е поради жештината. Меѓу двата прекина Трамп повика да се свири Аве Марија, но поранешниот претседател зборуваше само накратко бидејќи на друго лице му беше укажана итна медицинска помош. Трамп потоа застана на сцената танцувајќи на музиката, додека публиката не знаеше дали настанот е завршен или не. Припадници на украинската армија влегуваат во ресторани, барови и концертна сала во Киев, ги проверуваат документите за воена регистрација и ги приведуваат мажите кои не се јавиле да служат војска. Објавени се и видеоснимки како украински офицери на 11 октомври се распоредени пред така наречената сала, палатата на спортот во Киев, каде украинската рок група Уш Нелзи имаше концерт. При излезот офицерите ги проверуваа документите и приведоа неколку мажи. Роботот со 3 раце влезе во музичката историја како прв кој го диригира ансамблот на концертот по повод 25 годишнината од Симфонискиот оркестар на Дрезден во неделата. Користејќи 3 раце со палки за палење за да диригира и повремено одржувајќи различни темпо за поединечни групи во оркестарот, механичкиот маестро заработи громогласен аплауз по премиерата на роботската симфонија во концертната сала Хелероу во Дрезден. Маркус Ринд, директор на Симфонискиот оркестар во Дрезден, рече дека за проектот успеал да добие помош од експерти од Техничкиот универзитет во Дрезден. Милиони луѓе ширум светот беа воодушевени од настапот на Селин Дион на овогодишните Олимписки игри во Париз, меѓутоа сега музичките експерти велат дека нејзиниот настап бил однапред снимен. Со оглед на тоа дека боледува од синдром на вкочанета личност поради што веќе неколку години не настапува, музичката дива ги изненади обожавателите кога се врати на сцената ова лето, на церемонијата на отворањето на Олимписките игри во Париз. Таму таа ја отпеа легендарната песна химната на љубовта од Едит Пијаф.